И натаму во сферата на духовноста, но и на духовите. Наредниот прилог ја содржи можеби најексклузивната изјава во телевизиската историја. Технички имаме изјава на мртов човек, но не на кој било, туку на Александар Македонски. Се разбира пренесена преку парапсихолог медиум, и тоа не кој било, туку американецот Стив Херман, еден од 10 најпознати медиуми во светот. Духот на Александар Македонски се појавил додека кај Херман на сеанса беше штипскиот историчар Александар Донски. Царот преку медиумот Херман рекол: "Чувствувам интерес за јазикот и начинот на кој пишувате. Јас не одев до Персија да водам војна. Јас сум пред се заради културата. Сакам да знам за вашата лингвистика. Не треба да војуваме, туку да создаваме пријателства меѓу народите и да ги доближиме гледиштата", рекол ни помалку ни повеќе Александар Македонски преку визијата на парапсихологот Стив Херман. Ова е Стив Херман, еден од 10 најпознати медиуми во светот. За средба луѓето чекаат и повеќе од една година. Благодарение на Мајкл Брекстон, Марија Кокубајска и штипскиот бизнисмен Слави Ивановски, историчарот Александар Донски имаше среќа лани летото да разговара со него. Херман не е спиритуалист, односно тој не се занимава со повикување на духови и слично, туку тој едноставно за себе тврди дека вели кога некој застане до мене, јас имам дарба да ги гледам неговите блиски умрени. Во сеанса која трајала повеќе од 1 час, која Донски ја снимал на видеокасета, непознатиот американски јасновидец во детали му го образложил семејното стебло, со како што тврди воспоставување на контакт со душите на покојните негови предци. По еден миг тој кажа дека чувствува вибрација од еден познат и славен цар и почна да зборува некои информации што нападно асоцираат на Александар Велики и што може да ги знае само познавач на ликот негов. Чувствувам, тој е тука. Личноста е младолика, со цврст израз на лицето, славна е. Стои до нас, од мојата десна страна. Има голема наметка од лавовска кожа и сака нешто да ни соопшти. Прекинувајќи го за момент откривањето детали од животот на историчарот, Херман директно ја пренел пораката од големиот антички цар. Чувствувам потреба од разговор, да зборуваме за Персија, за културите, за сите работи овде. Јас стигнав до тука, но сакав да одам уште подалеку. Чувствувам интерес за јазикот и за начинот на кој пишувате и за писменоста кај вас. Јас не одев за да водам војна. Јас сум пред вас заради култура, сакам да знам за вашата лингвистика. Не треба да војуваме. Треба да создаваме пријателства среде народите, да ги доближиме гледиштата. Печатоците од средбата Донски деновиве ја преточи во книга. Со диплома од Универзитетот во Вирџинија, директорски функции на клиниката за духовно здравје во Нов Зеланд и оделот за хипнотерапија во Амхерст, Масачусетс, во домот на 44 годишниот јасновидец во Алачуа, Флорида, помош побарале и бараат обични луѓе, политичари како Ал Гор, а постојани гости се и Кристина Агилера, Дженифер Лопес, Кортни Кокс, актерите Дон Джонсон, Елен Дедженерис.